Почитувани панелисти, почитувани присутни и оние што не следат онлайн. Морам да кажам дека навистина ми представува чест и задоволство да бидам во друштво на вака ценети панелисти и да биде отварање на еден нов процес помеѓу ЮН агенциите, британската амбасада и институциите од нашата држава во контекст на спречување и заштита на насилството врз жените и девојчињата. Веќе слушнавме и мора да се согласиме дека трендовите кај нас за жал не се добри. Значи, околу или повеќе од половина од жените искусиле барем некаква форма на насилство. Ке се согласиме дека родово базираното насилство и насилството врз жените и девојчињата, особено бидејќи знаеме дека околу 90% од родово базираното насилство отпаѓа на насилството врз жените и девојчињата, всушност представува нарушување на човековите права. И затоа сметам дека на таков начин се спречува можноста на жените и на девојчињата да се реализираат во целост, со што доаѓаме во една состојба на структурна дискриминација и практично на таков начин имаме состојба каде имаме родова нееднаквост помеѓу мажите и жените. Веќе кажа предходните панелисти и се согласувам дека со усвојувањето на Истанбулската конвенција имаме широка рамка како држава да се интервенира во повеќе области, да се носат законски решенија, да се работи на зајакнување на капацитетите на институциите и секако незаобиколен е и граѓанскиот сектор. Меѓутоа, оваа работа ќе остане безуспешна само ако ја гледаме како проект на одреден акцијски план. Справувањето со родово базираното насилство, особено со насилството врз жените и девојчињата, потребно е да биде наша секојдневна обврска и одговорност. Затоа што не треба да останеме само на говорење. Треба да дадеме поддршка, треба да ги охрабриме жртвите да го прекинат својот молк и да се спротивстават. Затоа што излез секогаш има. Воедно, нужно е институциите да бидат безпрекорни во овозможување на превенција, во овозможување на заштита и одговорност и навремено реагирање треба да се очекува и од правосудните органи, кои треба да испорачаат правдата за жртвите, како и службите кои што се, како што спомена и претходно, оние кои што треба да обезбедат услуги за заштита и закрепнување на жртвите од насилството. Но сепак би потенцирал уште еднаш сите ние кои што гласно зборуваме за борбата за спречување на насилството врз жените и девојчињата, треба неуморно, стратешки и тактички да бидеме посветени на оваа борба. Често пати, кога се зборува за насилство, сите прво што помислуваме е физичкото насилство. Видовме дека има насилството повеќе лица, повеќе форми. Значи, сексуално, психичко, емотивно и, за жал, економско. Само затоа што не се гледаат лузните на жртвата, не значи дека не постои насилство. Чисто пати потребно е да жртвите се охрабрат за да го пријават насилството, бидејќи за жал се соочуваат со срам и се соочуваат со страф. И тоа ги става во една безизлезна психодинамска спирала. Исто така, многу е важно жртвите да имаат лесно достапни информации за сервисите за поддршка, доколку решат да го напуштат домот или заедницата која што представува извор на насилството. Неопходно е жртвите да знаат дека нема да се соочат со осудување, нема да се соочат со стигма. Честопати не се осудуваат да
преземат чекори затоа што не се сигурни дека можат да добијат непосредна помош. Исто така не се сигурни дека можат економски да опстанат. Во таа насока ќе го поздравам процесот за операционализација на Законот за спречување и заштита од насилството, при што се овозможува функционалност на услугите и механизмите кои ќе зајакнат поддршката за жртвите на насилството. Несомнено, потребни ни се интервенции на повеќе нива и во повеќе области со цел да се справиме успешно со насилството врз жените и девојчињата. Потребни ни се интегрирани политики, мултидисциплинарни мерки за спречување на насилството, програми за заштита и санкционирање на насилниците. Во изминатиот период сите заедно работевме посветено на подобрување на сите овие процеси и сметам дека треба да продолжиме заедно во овој комплексен ангажман како партнери, заедно со UN агенциите, особено со мисијата на UNFPA, со Министерството за труд и социјала, со Министерството за внатрешни работи и останалите министерства во владата, но и со меѓународната заедница, особено со представниците од Обединетото кралство, Европската унија. И секако морам да го споменам и граѓанскиот сектор и на таков начин да се создаде еден систем за превенција и заштита. Колку повеќе ќе вложиме денес, толку повеќе идните генерации на девојки и жени ќе имаат безбедна структура на поддршка во која ќе можат да се реализираат себе си, без страв од дискриминација, осуда, без насилство и дури ако во одредена ситуација се најдат да бидат жртви на насилство, да бидат охрабрени дека можат да пријават, бидејќи тоа е единствениот начин да добијат поддршка, да добијат услуги за заштита и тоа единствено ќе може да биде гаранција дека сторителите на насилството ќе бидат казнети. Благодарам.